Abdullah ibn Zaid, сега ќе објасним накратко кој е биден Abdullah ibn Zaid, радијаллаху таала анху. Abdullah ibn Zaid, тој е Abu Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi al-Ansari al-Khazraji. Значи ова е мое името, цело име и лагабот, значи кунјето мое Abdullah ibn Zaid, huwa Abu Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbihi al-Ansari al-Khazraji. Бил присутен во Бејатул Акаба. Исто бил присутен во битката на Бедр и на другите битки. Значи со пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Овој умрел во Медина во 32 хиџретска година. Значи по хиџретска година. Велит имам Бухарија за Абдулlah ibn Zaid рахимахуллаху таала дека не е познат некој друг хадис да се пренесвит од Абдулlah ibn Zaid освен хадисот на езанот. И ова е многу битно да знаеш, например, ако читаш хадиси други од Абдулlah ibn Zaid. Има две Абдулlah ibn Zaid. Овој за езанот што е и Абдулlah ibn Zaid имат исто еден друг асхаб, а тој ќе пренесвит хадисите на абдесот. Пренесвит хадис за абдесот. Затоа не треба да се мешаат овие двајца. Не тој што се зборува за абдесот е тој другиот Абдулlah ibn Zaid, не е Абдулlah ibn Zaid од што ги пренесвит хадисите за што пренесвит хадисот на езанот. Абдулlah ibn Zaid кога умрел пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, толку го сакаше овој на пратеникот салаллаху алейхи ва саллем, што не можеше да замислит да живеет после пратеникот салаллаху алейхи ва саллем без него, како и другите асхаби, што знаете, како за Омар ибн Хатаб радијаллаху таала, Енес ибн Малик што вели, најубавиот ден беше денот кога влезе пратеникот салаллаху алейхи ва саллем во Медина. А најлошиот ден беше кога пратеникот салаллаху алейхи ва саллем пресели за ахирет од Медина. Абдулlah ibn Zaid кога умрел пратеникот салаллаху алейхи ва саллем направи една дова за Аллах субханаху ва таала да му го земвит, значи да го направи слеп, да не гледат. Зашто? Рече за да видит последно што го видов со моите очи, значи пратеникот салаллаху алейхи ва саллем не сакаше нешто друго да гледат од овој дуњалог. Значи Аллах и се пренеси дека Аллах субханаху ва таала му ја прифати ова дова и ослепил. Значи ова беше љубовта нивна према пратеникот салаллаху алейхи ва саллем. Сега од овој хадисот ние кажавме дека кога се зголемил бројот на муслиманите во Медина и сакае нешто да направат за да ги повикуваат луѓето во намаз, за да клањаат. И некој предложил што? Звон. Некој други рог, како на јаудиите. Некој рекоа да запалиме голем оган. Пратеникот салаллаху алейхи ва саллем не одобрил ни една од овие. После едно време пратеникот салаллаху алейхи ва саллем одобрил да се прави звон. Затоа се пренесвит во овој хадис овде во Мухаррар ибн Абдул Хади велит од Абдулlah ibn Zaid велит قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده. Велит кога пратеникот салаллаху алейхи ва саллем наредил да се направи звон, за да ги повикуваме луѓето во намаз. Ја отидов дома и видов на сон еден човек, што тој држеше на рака звон и му реков, велит Абдулlah ibn Zaid го прашав него, хел те биун накус, дали го продаваш звонот? Рече, вама таснау бихи, што го е прави со него? Рече, да ги повикуваме луѓето за намаз. Рече, дали сакаш јас да те научам нешто што е подобро од тоа? Значи, што е тоа? Рече, да велиш Аллаху акбар,
Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. I posle velit, ide malce podaleku od mene. Thumma qala wa taqul, i da veliš, kога ќе doјде времето за икаметот, да велиш, што? Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, qad qamat as-salah, qad qamat as-salah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Veli falamma asbahtu, posle во сабах, значи, кога станав се разбудив, отидов ја пратеникот салаллаху алейхи веселем и му кажав што видов на сон. Тогаш пратеникот салаллаху алейхи веселем рече: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. Velit prateniku sallallahu alaihi wasallam, ovaj son e inshallah vistinski son. Velit prateniku sallallahu alaihi wasallam i velit odi so Bilal, nauči mu go nego da викат езан, како да учит езан, затоа што тој имат повисок глас и подобар глас од тебе. Кога слушна Омар ибн Хатаб радијаллаху таала анху езанот, излезе од дома и ја влечеше својата облека и отиде кај пратеникот салаллаху алейхи веселем, му рече дека и јас видов на сон истото што го виде Абдуллах ибн Зейд, значи езанот. Во некој други ривајети се пренесува дека Омар ибн Хатаб радијаллаху таала анху 20 дена го криел ова. 20 дена го криел дека видел на сон езанот. Откога дојде Абдуллах ибн Зейд радијаллаху таала анху со истиот сон и после отиде кај пратеникот салаллаху алейхи веселем. Тогаш пратеникот салаллаху алейхи веселем рече: "Фалиллахи алхамду", благодарноста му припаѓа на Аллах субханаху ва таала. Овој хадис го пренесет имам Ахмед, Абу Дауд, wa hada lafdhu, зборот е на Абу Дауд, ова пренесување, Ibn Маџah, Ibn Хузайма, Ibn Хиббан, وروى الترمذي بعضه وصححه وزاد أحمد. Еден дел од овој хадис го пренесет имам Тирмизи рахимахуллаху таала и вели дека е сахих. وزاد أحمد и имам Ахмед рахимахуллаху таала додаде еден дел од хадисот, пренесет уште еден друг дел од овој хадис. فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك. Вели Билал радијаллаху таала анху повикуваше со езанот, со овие зборови. ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. И го повикуваше пратеникот салаллаху алейхи веселем за намаз со езанот. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر. Дојде Билал радијаллаху таала еден ден да викат езан за сабах. فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. Еден му рече дека пратеникот салаллаху алейхи веселем уште спиет во времето на сабах. قال فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. И Билал тогаш повикал со голем глас: намазот е подобар од спиењето. Намазот е подобар од спиењето. Повикал со голем глас. قال سعيد بن المسيب. Вели Саид ибн Мусайиб, مسيب ابن زدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. И овај му се додаде, овие зборови, значи الصلاة خير من النوم, му се додаде од тогаш, влезе и овие зборови влегува во езанот. قال البخاري, кажавме дека што вели за Абдуллах ибн Зейд, освен овој хадис не се пренесвит друг хадис. Сега, кои се меселите што се земвет од овој хадис? Некои месели што се учат од овој хадис. كم عدد التكبيرات في أول الأذان? Колку е бројот на зборот Аллаху Акбар во почетокот на езанот? Дали е 4, дали е 6, дали е 2? Значи колку пати треба да се вели Аллаху Акбар кога повикуваме за намаз? Значи за езан, учиме езан, колку пати треба да велиме Аллаху Акбар, зборот Аллаху Акбар. اختلف الفقهاء في عدد التكبير في أول الأذان، هل هو 4 أو مرتان؟
ala qawlayn. Učenjacите imaju različni mišljenja ovdje. Se deljeni na dva mišljenja. Првото мислење учењаците верат дека зборот на бројот на зборовите Аллаху Акбар во почетокот на езан се 4. Значи 4 пати треба да се вели Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ова е мнозинството на учењаците верат така. Джумхурul улама мин al-Hanafiyya wal-Shafi'iyya wal-Hanabila. Значи веќината на учењаците од Ханефиите, Шафиите и Ханбелиите верат дека во почетокот на езанот зборовите Аллаху Акбар се учат колку пати? 4 пати. И за доказ го земет хадисот на Абдуллах ибн Зейд, што го кажавме сега. Исто се го земет за доказ хадисот на Аби Махдура, што ќе ни дојде после. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة. Пратеникот sallallahu alejhi ve sellem го научил езанот 19 зборови, wal iqamata 17 كلمة. А икаметот 17 зборови. Овој хадис го пренесе имам Ахмед. И верите Ибн Каthир дека се недоте по условите на имам Муслим. А сахих веродостоен има набрано Ибн al-Mulaqqin والحافظ ابن حجر والألباني رحمه الله تعالى. Значи Ибн al-Mulaqqin, Ибн Хаджери dhe Имам Албани рахимахуллаху таала. А доказот што се земи од овој хадис, пратеникот саллаллаху алейхи ve sellem има спомнато во почетокот на езанот 19 зборови. И нема да бидит со 19 зборови езанот ако на почетокот се вели само 2 пати Аллаху Акбар. Значи мора да се вели 4 пати во почетокот за да биде 19 зборови. Сега, ова е меселето наше. Што ве прашав јас. Рековме дека хадисите што се дојдени со 19 зборови се веродостојни и сахи. Има дојдено со 15 зборови и ова сите го знаете. Хадисот на Абдуллах ибн Зейд, што сите го учиме сега. Езанот со 15 зборови што го учиме сите и го знаеме сите, на тој езан му се велит Адhanul Куфа. Дека тоа е езанот на жителите на Куфа во Ирак. Со 15 зборови, тој е езанот на жителите на Куфа, така се велит. Со 15 зборови. Со 19 на жителите на Мекка, значи езан Мекки, овој се вели, со 19 зборови. Со 17 на Медина, на жителите на Медина. Како се прави сега 19? Кој знае? И како се прави 17 зборови? Езанот на почетокот. Значи целиот езан 17 зборови. Или пак 19, 15 кажавме. Сите го знаеме тој. И ако ги броите сега, вие пак 15 ги ви излезат, ама јас верам дека имаат хадиси 19 и 17. Значи овој рече, како се прави со 19 зборови, знаете? Учиме. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ова се вели тарџиъ. Што значи тарџиъ? Тарџиъ кога дојдеме кога идеме во шехадетот. Ашхаду ла илаха илlallah, ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Овде прво учиме со помало глас. Да не слушаат колку се тие во џамија тука близу. Значи ги учиме прво така. Ашхаду ла илаха илlallah, ашхаду ла илаха илlallah, ашхаду анна Расулуллах, ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. После се вратиме уште еднаш и викаме أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Колку се направи овде? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 4 пати أشهد أن لا إله إلا الله 4 пати أشهد أن محمدا
Rasulullah. После hayya ala salah, hayya ala isto, hayya al falah, hayya al falah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ovdje se 19 zborovi. Jasno? Znači ovo je isto od sunnetot na pratеникот sallallahu alejhi ve sellem. Dobro. Како се прави 17 со 17 зборови сега? Кажавме со 19. Со 17. Знаете некој? Или не знаете? Ти знаеш. Ти знаеш. Има дојдено друг хадис, што ќе ни дојде подолу. Зашто овој мислеле ќе се објаснат сега подолу. Има дојдено друг хадис од Абу Махдура, радијаллаху таала анху, вели дека пратеникот салаллаху алейхи ve sellem го научил езанот со 17 зборови. Како? Исто како 19 што рековме формата, само на почетокот на езанот повторно мислење на учењаците што велат дека езанот во почетокот на езанот имат, значи Аллаху акбар се вели 2 пати само. И тогаш иде 17. Значи Аллаху акбар, тамам? Не велиш 2 пати, уште 2 пати, Аллаху да би 4, има 2 пати. Аллаху акбар, после велиш Ашхаду ан ла илаха илlallah, ашхаду ан ла илаха илlallah, со помал глас. Ашхаду анна Мухаммад Расулуллах, ашхаду анна Мухаммад Расулуллах, со помал. После се вратиш пак. Ашхаду ан ла илаха илlallah, ашхаду ан ла илаха илlallah, ашхаду анна 4 пати. Значи 4 пати ашхаду ан ла илаха илlallah, 4 пати ашхаду анна Мухаммад Расулуллах, исто е зано до крај колку идет, со колку зборови? 17. Значи ова е со 15, така беше со 19 и ова е другата форма со 17 зборови. Тамам? Значи се објасна ова. После мислењето на другите учењаци што веле дека во почетокот на езанот текбирите се по 2 пати. Зборот Аллаху акбар само 2 пати, ова е мезхебот на маликиите. Мезхебот на маликиите дека во почетокот на езанот се вели 2 пати само Аллаху акбар, исто мислење збор на Ебу Јусуф, ученикот на имам Ебу Ханифа рахимахуллаху таала, и негово мислење е дека на почетокот на езанот се вели Аллаху акбар само 2 пати. Сега, кој е најточното мислење од овие? Најточното мислење од овие, шејхот овде, Аллах да го чуват, вели дека е со зборот, значи зборовите на текбирот Аллаху акбар е со 4 пати. Со 4 пати. Зашто? Затоа што има дојдено во од пренесувачи веродостојни. А хадисот на исто е хадисот на Абу Махдура, е сахи во сахи Муслим, он е со 2 пати Аллаху акбар што се вели, е сахи. Со кого да работиш од овие езани, имаш погодено. Значи, дали да велиш во почетокот 4 пати Аллаху акбар, или пак 2 пати Аллаху акбар во почетокот на езанот, значи ти имаш погодено суннетот, затоа што во Медина до касно време, и тоа беше практиката на жителите на Медина, беше тие учеа езанот како 2 пати Аллаху акбар, после ашхаду ан ла илаха илlallah, ашхаду ан ла илаха илlallah, како што кажавме. И ова немој да се вели така, освен што тие го имај слушнато еден од друг, го имај стигнато така. Еден од друг. Значи, помладите од постарите. И така има дојдено, значи да останете езанот со 2 пати да се велит Аллаху акбар во почетокот на езанот. Значи имат и хадисот Абу Махдура радијаллаху таала анху, Аллах најубав знајде.